утро, почитувани слушатели на Радио Лидер FM 107,4. Денес е 14.2.2022 година. Денес е Свети Трифун, за оние кои се православни христијани, за оние кои се католици е Свети Валентин, а Свети Валентин може да го слават нели и оние кои се православни, затоа што тоа е празник на љубовта. Свети Трифун го сметаат за светец на виното, како еден патрон на производителите на вино и на винова лоза. И двата празници може секој да си ги слави, затоа што веќе поминаа времињата кога луѓето се делеа на вакви или на онакви. Денес за Свети Трифун и за Свети Валентин наш гостин е господинот Трифун Костовски. Прво да ви го честитам именденот, господине Костовски. Благодарам. Ова е веќе 76-то лето како го славам родне. А овој именdenот и тоа е за мене голема. Ние во Кавадарци велиме нека ти е вечно името. Па вечно името, веќе и внук имам со име Трифун, така да ќе имаме поколение кои што ќе имате. Колку внучиња имате? Имам 3. 3 внучиња, 3 деца. 3 деца, 3 внучиња и очекувам уште да имам, да ти кажам. И сега тие деца веќе внуците и они веќе раснат и полека и тие ќе почнат да видат дел од нашево секојдневие општество. Колку убав е оваа симбиоза од детство до старост, кој ќе доеш до возраст и кој ќе ги помине сите овие патишта. Ќе оформи семејство, ќе завршиш пред тоа семејство, ќе добиеш деца, ќе дојде време децата се одвојуваат, прават собствени семејства, тие стварат нови семејства. И тоа е, мислам, голема благодет за еден поединец да го доживее сето тоа и да го види. Тоа се убавите нешта. Костовски, кога размислува вака како да ве представам, велам да беше Трифун олигарх, ќе го наречевме сега бивши олигарх. После се ова што ви се случи со вашата банка, може така не сте ги заработиле парите како олигарси во Македонија. Не сте од тој Видите, вака покренавте тема која што за мене секој пат може да биде и актуелна и живеем во времење кога многу работи се изместени. Воопште, мислам, начинот на кој што јас го сакам и го практикувам животот не е врзано само исклучиво за материјалното. Материјалното фактички ми дава една сигурност за мене и за семејството во поглед на тамошното витисување и секојдневие. Меѓутоа, човекот во својот живот има многу побитни работи од колку што се материјалното. Така сум воспитуван од дете, јас сум многу малец, скопјанец. И паметам татко ми кој што беше обичен службеник во војната болница, само беше за него битно во школа да бидеме мирни, да не ги викаат многу учителките, професорите по дома, на улица да бидеме примерни, да немаме по стаклата, да немаме по тогашните сијалични места кои што беа за осветлување на улицата. Така да не играме фанта, да не играме челик, да не бидеме голубари, се тоа што беа некои работи кои нас како деца може да не завлечат. И сметам дека тука ги добив оние основните карактеристики, што е тоа да се биде човек. Да, сум се родил, свет сум дошол нормално, гол и гол ќе се заминам. А материјалното се стекнува па се губи. Не сум роб на тоа, меѓутоа едноставно во мојата личност има една карактерна црта која што вели никој пат не се откажува. Посебно ако се Never ever give up. Never give up. Тоа беше слоганот и на Доналд Трамп кога се промовираше и во политиката и во бизнисот. Златко, кога спомна слогани, знаеш што, бидејќи објективно денот е така убав и на заљубените, и на бидејќи во виното и во љубовта е суштината на животот. Барем за нас овдека балканци кои што го консумираме виното како Маде италијани и французи знаат вино. Дури многу подобро и повеќе од нас. Медитерано, да. Ние имаме, всушност, тој еднаш читав истражување, имавме многу мала по глава на жител колку вино се пие. Ние во Македонија многу мал се пиеме.
Да. Французите го пијат најповеќе. Ние баш не сме по виното. И словенците повеќе пијат вино од нас. Ама па ние имаме поширок диапазон на алкохоли. Например, ние видим кажете за ракија, тоа е малце... Ние некако имаме и како англичаните, британците што се навикнати на жестоко, и како медитеранците што се навикнати на вино, знаеме и како германците да се напиеме пиво, ние сме некоја симбиоза всушност од алкохоли. Ја мислам да, симбиоза од алкохоли, да, меѓутоа сметам дека бидејќи голем дел од животот го поминав надвор од Македонија, морам да ти кажам дека културата на пиење кај нас на Балканот е многу поприфатлива отколку културата на пиење кај, да не кажеме, скандинавците. Таму не постои култура, таму има култура на опивање. Овдека пиење за задоволство и да се створи некоја атмосфера убава за комуникација, социализација. Тоа се ситни работи, меѓутоа во кои што го детерминираат на крај крајава и стилот и традициите на живење од еден во друг регион. И тоа говориме за една Европа, најмале или еден од најмалите континенти на светот. Најмал, но со највисока просечна плата, со најдобар животен стандард. И најубава, да не се лажеме. Посебно од цивилизацијски аспект, вие најдете друг континент во кој што на толку блиски растојанија ви имате толку прекрасни градби, толку историја за себе, што навистина можеби таа историја која ние ја доживуваме овде кај европејците и балканците, бидејќи јас сум балканец, јас сум македонец, меѓутоа во основа јас сум европеец. И сакам да кажам дека тие работи ги носиме со нас во нашиве гени, се веќе влезени се од тој начин. Ја живеев долги години во Австрија, во Полска. И морам да кажам дека пиењето таму и овдека ми е сосема сима смисол кај нас. Да, ќе се напиеш една-две ракијски, ќе се напиеш една-две чаши вино. Меѓутоа, не идеш ти специјално да се опиеш. Не идеш. Додека таму, бре, иде. Да, иде. Што викат пољаците, вика, споткајмеше по стул. Да се најдеме, вика, под маса. Тоа е. Да, има повеќе, кај нас е повеќе така, некој си, ама па ние сме поголеми маратонци од нив, тоа сум го приметил на... Тука нема правила. Нема правила тука, какви маратонци имам светнато, да ти кажам, во Полска. Имав работе за Челичана Катовице и одевме со нивни директори во Русија по комбинатите кај што од каде што купувавме пелети, железни пелети, железна руда. И обично се пие таму. Нормално, бутилка водка се вади, стакан е овако чашава за вода што е овдека. И ти нале и на екс. И пред секој екс тост. Зашто пиеме? Пиеме што знаме за нас, пиеме за нашите сопруги, за нашите деца. И ние балканците не можеме. Ја барем можам да се напием, меѓутоа сакам да замезам. Кај нив нема мезење, бе, брат. Кај нив е одма удара, бе. Али они тоа го им дали климата си го направила својата, веројатно да е дека ќе е климата. Или навиките, или генетски имат предиспозиции за повеќе алкохол да консумираат. И ми е потребен организмот. Тоа се работи кој што медицината треба да Мене плејада на доктори од како се вика, од дерматолог до гастроентеропатолог за мои автоимуни ситуации ми имаат забрането да пием алкохол, така што јас само може вака да слушам муабети за алкохолов. Да ти кажам, може би ако ти забраниле, валјда не е за до крајот на животот. Па да, не е за до крајот на животот. Зашто ќе ти го кажам? Сакам да кажам пример со себе. Јас сум скопјенец, имавме ние лозија во тоа време во Визбегово. И секоја година 2000 гижи беше до на Нишевка, најстарото вино. Најстарото грозје кој што беше присутно на овие простори. Мало сам се од една гижа се добиваше по прилика 2-2,5 кила. Ќе ставевме вино и се знае виното прво иде со се комињето се вади негде као крајот на ноември, остано е голо виното, после шира тоа.
од комење кој се прави ракија, така да тоа беше моето секојдневие. Меѓутоа, јас се немам капка алкохол напиено до својата 22 година. Америчко полнолетство. Добив чир на 15 години. Вени ми се појави на 15 години. Чирот ми прста на 18 години, имаше хитна операција, бидејќи беше опасно, бидејќи крварењето беше внатрешно, не е надвршно да можам да го изгледам на природен начин. И вените ги очистите на своји 34 години, така да денеска да ти кажам, Владко, играм фудбал, играм тенис, а можам да ти кажам дека синојка пред Свети Трифун го постигнав рекордот во давање голови. 11 гола дадов на утакмица. Ама ви не сте топки, не може 11 гола да даде. Ама точно не може така. 11 гола Ама да се точно дадат. така. Па која е мојата привилегија? Јас сум највозрастниот меѓу нив што играат. И сите сака да ми наместат. И плюс одбранбените играчи... Не, одбранбените не попуштале. Ја ги дадав честно по головите. Меѓутоа дека ми месте, апсолутно ми месте. Затоа со одбранбените ќе треба на некој од наредните надпревари да дојде новинарска екипа за да ја потврдиме веродостојноста дека Епа не сега би ја попуштил. велам дека тоа ми беше синека рекорд. Не верам дека тоа ќе се повтори. Што знам, обично нели рекордите се запишуваат. Дали Колку пати неделно спортувате? 2 пати. Приметливо е дека го имате сменето и имиджот. Баш пред некое време, така пролистувајќи по социјалните мрежи, гледам Трифун Костовски малку нова фризура, малку различен. Дали може би по ова што ви се случи со банката, па некој нов почеток во животот? Обично за такви работи луѓето менуваат стил. Јас немам Некој од разочаран, Значи, не можеме да кажеме дека сте запуштен, но гледаме промена во стилот за некого позитивна, на некој можеби нема да му се допадне. Значи, вака ќе кажам, прашањето на стилот, тоа е веќе личен избор. Дали сум дошол во доба која можам тоа да си го дозволам? Бидејќи објективно јас сум во времето, мислам, кога се појави Beatles и Rolling Stones и Mamas and Papas. И тогаш чупавците беа многу на мода. Меѓутоа во школите, во гимназијата, тогаш не ни дозволува да Тогаш пуштаме комунизам, нема коса, да. на факултет не ни дозволуваа коса. Заврши факултетот на 22 години, се вработи во Технометал Македонија и тамо не ни дозволува да пуштаме толку коса. Потоа целиот свој животен пат го помина во бизнисот, каде има сепак општи правила на однесување и изглед кои што ги максимално практикував до неодамна. И сега во еден момент кога станав пензионер, кога ми се случија сите овие работи, викам, па сега животот продолжува и понатека. Дај да видам како, што сум сакал ко млад. И ја пуштам косава. И затоа се косава. Верувате ми, веќе 9 месеци ја немам кратен. Ама сега обавезно морам да идам кај мојот арера, да ми ја дотера, бидејќи објективно сметам дека ми смета. Ми смета во одржавање, ми смета во миење. Имам некои своји, да не кажам, проблеми со косата, со перут, чистење на перут и така, да. Тоа е една работа, да, убаво, се чувствам слободен, не морам секој ден да се бричам, не морам да размислам кој ќе идем на бербер. И што знам, едноставно сам со себе сум задоволен. И тоа ми дава една позитивна енергија. Ги спомнавте Beatles, вие имавте нели своји изблици, сакате да пеете, имате песни снимени, имате рецитали. Ова веќе ме навреди ти тоа на мојот ден. Јас сакам да пеам. Па јас пеам, бре. Да, вие пеете, да. Да, имате голем репертоар на преработки на ваши песни, на рецитали и така натаму, но тие се во некоја, како да ја кажам, некоја шлагер верзија, некој поп, така. Па тоа сега е ги поп спомнавте музиката. Beatles и новиот стил, дали може би Трифун е на овие години сега повторно се ориентирате на рок-н-рол, може би? Не. Јас, знаете, стиловите во животот или ги имате со себе и ако умете да ги подотерате, ќе биде уште подобро. Меѓутоа, јас сум од времето на ги спомнав чупавците како
стил на живот, меѓутоа за мене најголеми пеачи беа поп-пеачите. Том Джонс, Engelbert Humperdinck, Джон Роуз. Си се тоа личности кои Елвис Пресли. Тоа се личности чии песни денес ке ги обожавам, а мислам неки многумина како мене, не само како мене, туку и како вас, како помладите. Едноставно, тие се евергрин песни кои што до сите времени остануваат. Леонард Коен. Да, моето мене. Така да, тоа и сакам да се запеам, бидејќи и семејството ми беа сите, мајка ми, татко ми пееше, брат ми пееше. И вашиот син, ако не се лажам, исто И Коста, да, он беа со нови дечки, имаше своја група. И тоа веќе нема песна. па нема, се појавија со 2-3 песни, после тоа некако видите, тоа... Ама тие беа многу популарни песни. Јас се сеќавам, бев дете. Во една од песните, уште вака се сеќавам, вика: секој ден е петок, јас сум ваш масон, има во песната. И сега ја викам, баш тоа се заинтересира, викам, шо е ова масон? Забава до безфест. Да, 5-6 оделение, и читам и сватив шо е масон. И викам, сигурно на овој Костадин татко му е масон, чим ваква инспирација добил да го испее ова. Дали Трифун Костовски е масон или членува во некоја таква организација? Да. Јас сум член на 90-те години на големата ложа на Англија и големата ложа денес на Македонија. Функционира тоа? Почесна функција, има функции, сега сум почесен колемајстор на големата ложа на Македонија. Тоа е моje право да го искажам мојот статус и што масонеријата како едно социализирање на определени поединци не дозвола да ги јас именувам останатите мои Да, има таму членови, кодекс, сепак е тајна организација. Немам што да кријам, не се кријам од масонеријата, бидејќи во основа масонеријата ги проповеда истите начела во која суштина да јас се чувствувам дека сум тој, да се биде хуман, да помогнеш, да поддржиш, не ствара зло, филантропија, да. Братство, да. И солидарност на некој начин. Да. Значи, животот во основа, знаете што во масонеријата е најбитно тоа што објективно... Лично просветлување некое. Да. Стекнување на нови знаења. Во знаења. масонеријата што е многу битно, ти не можеш по собствен избор да влезеш во масонеријата. Мора да те поканат. Мора да те поканат. Значи, они те пратат одреден рок, тие пратат твоето CV, твојата работа, твојот однос во комуникација, во семејството, со пријателите и тогаш ти приоѓаат. Мене ми придоа, ја уште бев во Варшава, кога ми придоа од мој партнери од Лондон и вика, ти повелика. Чекај, а дали годишно се одвојува, тоа ми интересира само, се одвојува одредена сума на пари за да се стане Да, нели чланарина. Ама тоа е скапа чланарина. Не, ништо не е скапа. Не. 5-6 евра годишно. Не, немате вакви работи. Јас као што Символични се средства. као што слушав само тие наметките што се носат, коштаат негде околу 5000 евра, па викам сега знам зашто Хари Костов не е масон. Човеков е скржав малку. Не. Видете вака, Македонија има прекрасни личности меѓу масоните, меѓутоа не секој може да биде масон. Наметките и сите тие работи, тие не коштат апсолутно ни приближно до тие средства кои што ги спомнате. Меѓутоа си има кодекс на однесување внатре во масонеријата, кодекс на зборови, кодекс на икс работи во кои што не е ни место, ниту пак можам тие да ги обзданам, така да тоа е сосема. А овие теории на заговор што ги чуваме, па сега викам, ако толку владеа масоните со Македонија, сигурно на Трифон банката немаше да му ја дај пропадна. Боже да постои теорија на заговор од масоните, бидејќи тие ќе го продухуваат и светот и ќе подигнат економијата. Дај Боже да биде таков. Меѓутоа не е тоа точно. Одличен простор за прелаз. Направивме кон економијата. Да. Како ќе ја проанализира Трифун Костовски моменталната економска ситуација во Македонија? Еве, се соочуваме со енергетска криза, некако ја покачија минималната плата. Еве, вие како стопанственик, како ќе го прокоментирате овој потек
минималната плата од 15 да се качи на 18.000 денари. Види, Златко, не знам исто слушателите би сакал да ме разбера за мојот начин на размислување на овој план. Фактички, за договарањето на минималната плата беше владата, синдикатот, Сојузниот синдикат на Македонија и работодавачите. Апсолутно синдикатот има апсолутно да права Да бара. бара. Тоа му е работа. Тоа му е работа и на крај крајава води сметка за своите вработени. Да имат еден достоинствен живот, да имат доволно да може да преживеат и да регенерираат. И да се надградува, да се разбереме. Владата тука користи оној чекан во кој што наредува. Стопанствениците не убеден сум дека не го прифати овој предлог. Бидејќи во Македонија стопанските гранки во Македонија во голем дел, во голем процент се ниско профитни. Еве, на пример, бизнеси. со 18.000 имам еден пријател кој има текстилна компанија. И он ми вика, со 18.000 денари минимална плата, и јас вика ќе заработувам јас 15.000 денари чисти пари ќе ми остануваат од мојот бизнис годишно. Месечно се извинувам, пошто се работи за мал поган. Истото важи и за наетчи, некои кои имаат мали дуќанчиња, кои сами си ги плаќаат придонесите. И кои викаат, сега ќе ни се намали профитот за... Значи, сакам да напомнам, при една ваква неликвидност која што постои во Македонија, при вакво едно ниско стопанство, во кој што тој работодавач во основа, од први до први размислува како да собере платата, за да може да исплати плата и придонеси. Текстилната индустрија кај нас, во кој што е ниско профитабилна и во кој што објективно се лон работи, тука се работат низ Македонија во текстилната индустрија, дефинитивно таа е уништена. Поради слободните зони. 500 денари ќе му даде повисока плата, овој напушта текстилот, оди за 500 денари и работи во Што е исто легитимно. Се е тоа легитимно за работникот. Меѓутоа, за тој што го креира бизнис, атмосферата во Македонија, тука е проблемот. Владата ветила и исполнила. Нека владата она што ми го ветува дека ќе ми расте GDP-то по 4,5 до 5%, нека тоа ми го исполни, а не да ми даде платата на мојот За турноверот да се зголеми. Зашто? Зошто? Ако мислиме дека со овие 18.000 денари за гарантирана минимална плата, ние го купиме мирот и достоинството на работникот, се лажеме. Ката денно сме сведоци и сега многу брзо ќе отпочне и храната, тоа ќе биде енормно поскапување. Не 18, 38.000 денари ќе бидат малце за да се прехрани семејството. Енергијата, не знаеме до кој степен ќе иде. Бидејќи објективно на пазарот на електрична енергија, јас само ќе кажам ова. Ние денеска, она што имаме како капитал, енергетски капитал, е од нека бивши времија. Еве сега бивша СФР. Со статистика, во Југославија, во Македонија се изградени 1800 мегават часа производствени капацитети. Значи, збориме од периодот од 60 до 90 во тие 30 години, од 90 до 2022 за 32 години се изградени помалку од 200 мегавати. 200 Тоа говори. Тоа говори една дискрапанца 10 пати поголема претходните 30 години. Дискрепанца кој што укажува дека... Со една разлика, што тогаш и технологијата била попримитивна, било многу потешко да се изведе, да се направи капацитетот. Денес, тогаш не ни знаеле за обновливи извори на енергија и така натаму и така натаму. Денес ние се соочуваме со ситуација каде што имаме многу повеќе на видикот и технологии, поевтино, и Кина е тука на пазарот со изработка на се и се што од штрафови па натаму, а сепак имаме толку помало производство на производствени капацитети. Жално е што се уште кај нас имаме на политичка сцена луѓе кои што не може да го разберат во што се состои економскиот развој на државата. Без енергија, посебно собствена енергија. Ајде, ние немаме ресурси, немаме јаглени, немаме
или ако го имаме лигнит кој е многу нискокалоричен, кој што треба да додаваме нафта, за да го збогатуваме да произведуваме, и таа електрична енергија е релативно скапа. Немаме нафта, немаме ништо друго. Ама имаме обновлива електрична енергија. Имаме ветер, имаме сонце. Сонце имаме 200 дена во годината. 290 се сончеви. Она што би требало за да се сонцето се користи како индустрија за производство на електрична енергија. Тоа го имаме, меѓутоа не го ставаме во функција. Ние сме малце, дали е нешто до нас, граѓаните на Република Македонија, или пак што поставуваме луѓе кои што буквално уште не знаат, доаѓаат на функција, не знаат што треба да работат. Зоран Заев веќе не е премиер. Фала Богу. Мислите дека имаше некаква врска во пропагањето, во затворањето на Евростандард банка? Не можам да кажам дали имал или немал врска, меѓутоа беше човек кој што беше на клучна позиција и кој што објективно не може да не знаел за сите тие подготовки да се ликвидира банката. Не може. Дотолку поишешо голем дел од комитентите на Евростандард банка беа токму од Струмица, кои беа многу силно поврзани со фамилијата Социјалдемократскиот сојуз. И едноставно сметам дека не знам кој е неговото учество, тоа времето ќе покаже, меѓутоа Сте му помагале на Заев вие? Не, Финансиски? не, Никогаш? никогаш. Не сум помагал, не сум имал потреба. Па видите вака, он ја презеде партијата точно поради неговата финансиска моќ да може да финансира партијата и еве изфинансира тие колку години што беше во опозиција, сега си го наплати тоа и тоа со камата. Што се случува во моментов во однос на Евростандард банка? Гледам еве некои препукувања по социјалните мрежи помеѓу вас и помеѓу вас и Комерцијална банка, односно Трифун Костовски. Читаме од нивна страна имаше некои обвинувања дека нешто што прочитав последно од предвадена, велат на Трифун сите му се криви, освен тој самиот и неговиот лош менаџмент. Тоа е нивната одбрана е таква. Сакам да кажам дека јас за целиот овој период, веќе 16 месеци измина од стечот на Евростандард банка, не дозволив да Евростандард банка да биде заборавена. Бидејќи ние сме држава кој што на секојдневно се промовираат нови настани, нови, да не кажам, теми во кои што го одвлекуваат вниманието на обичните луѓе. И јас со моето присуство во етерот не дозволив да пати праши на тој предмет. Бидејќи начинот на како се однесе банката во стечај, тоа е загинисто. Ќе биде, имам комплетно собствена екипа која што работи од истражувачко, да не кажам, истражувачки криминал во банкарскиот систем, и сум на пат во многу блиско време ќе испаднеме со компетен извештај за тоа како се работело со Евростандард банка. Ќе извадите бројки кој колку пари земал, како ги земал? Не, Ја би сакал како новинар да присуствувам на такво шоу, каде што ќе се види. Види вака, ние ќе изнесеме тоа што можеме да го изнесеме. На база одредени испитувања што се правеле и проверки и секако спајање на работи. Личностите сами по себе ќе се појават. Јас нема да именувам личности. Она што Комерцијална банка го обзнани пред некој ден за мене и за Евростандард банка, буквално, знаеш што, јас лично чувствувам дека како да паѓаат маските. Таква реакција на веќе со години наназад најквалитетна банка во Македонија со таков еден вокабулар кој што мене не ми е својствен, да се изрази директно да нападне, тоа одговара на маштабот на луѓето кој што е воден. Наведувајќи го посебно дека ја замајувам јавноста,
дека јас сум самиот крив и мојот менеджерски тим. Така да ќе има многу прашања да му поставам на раководството на Комерцијална банка, за кој мислам менеджерски тим мисли, дали за стариот што беше, кој им беше подадена рака на Комерцијална банка, или за новиот, бидејќи носењето во стечај на Евростандард банка настана од кога променив менеджерскиот тим. И сега да не должам повеќе, новиот менеджерски тим знаеше од каде дува ветерот, тоа беше Комерцијална банка. И едноставно прекина, почнавме да ги бараме чисти сметки. Тогава почнавме да бараме одредени работи, одредени некои нешта, тогаш согласи и се спушти рампата. Евростандард банка, ако се идеше по параметрите за носење у стечај, беше многу позрела да биде на 31. мај однесена, а тоа ќе го докажеме со податоци, во стечај од Народна банка, отколку што го направи на 12. август 2020 година. Значи, за истата година зборувам. За истата. Меѓутоа беше стариот менеджмент и значи вие велите дека на 30 мај бројките биле далеку полоши во однос на август кога отиде во стечај. И сега во кој што ги спомнува сите личности кои што индиректно се замешани во севкупното случување со стечајот на Евростандард банка. Екс-премиерот Заев ми бил крив, министрот за внатрешни работи, технички премиер Оливер Спасовски, Анита Бежовска, актуелна гувернерка на Народна банка. Токму тоа се личностите кои што биле информирани за овој настан. Еве ви еден малку хумор ова утро, малку да го разбиеме овој мрачен дел. Катица Јанева сликана и прашува една женска, вика: Лиле, ти ќе го славиш Трифун или Валентин? И сега ставени слики од вас и Валентин Николовски, мојот поранешен колега од Сител, и изгоднава девојка вели: па Трифун ми е поисплатлив наставнички. Дали Трифун и денес е исплатлив по Јас сум во секој време исплатлив. Јас сум во секој време исплатлив. Сакам да кажам дека јас сум човек кој што на своите обврски внимавам да ги исполнувам до таска. Дисциплиниран сум до степен на функционалност. Не сум комплетно дисциплиниран. Еве како, например, ти мене да ми забрана да не се напијам ракичка, не можам да издржам да ти кажам. А сега не дека светец сум некој, ама далеку од тоа, дека јас па сега светец сум, понекогаш може да се лизне, да се проба. Костовски, вие покрај, нели, банката имате и други бизниси, се уште функционираат во рете, така? Па вие, што може да функционира, да ти кажам? Гофи е уништена и сега држаме на вештачко дишење да можеме да ги водиме сите судски процеси овдека. За жал, судството и обвинителството се тука апсолутно комплетно како да се... Бањата Негорци е добра? Бањата Негорски бањи не е добра, бидејќи објективно ковидот си го донесе данок. Меѓутоа се уште работи, функционира, така да тоа е една перспектива која што очекувам дека ќе биде добра. Култура, издавачката куќа, работи понатака, иако... Не отиде во стечај? Не, иако и незини средства се замрзнати. И тоа пошто по-голема сума на пари во банката, меѓутоа како капитално поврзани субјекти тие пари ги нема. Вообичаено, не знам, велат камена доаѓа од близу. Така велат. Ја не можам се уште да го разберам тоа. Господ ми дал лека ум, сум завршил факултет, сум научил занае. По бивша Југославија постоеше за целиот источен блок робни листи. Односно, тоа се бартери, немаше кеш, имаше клиринг долар, кој се само се обрачунаваше. Додека тие робни листи имаше роба за роба. И ние објективно од бивша Југославија луѓето бевме најповеќе при распадот на целиот тој источен блок најдобро подготвени за да можеме да се снајдеме во една фаза кога тој систем се распаѓа. И објективно тогаш успеавме. И јас успеав. Транзиционно.
Меѓутоа, нема одговор на тоа да ма овде пред слушателите и пред јавност. Немам ниту еден дена заработено нечестно. Честно барам ми, ако имам ќе ти дадам. Меѓутоа, немој нечестно да ме крадеш. Тоа е нешто најсилно, кое што никој пат нема да се повлечам од таа војна. Не прашувам која е цената. Не прашувам. Цената е една, вистината. Побарај ми, ќе ти дадам, да ме грабеш. Кој види вака, не сакам од мене да испаднат чувства на револт. Само ја резимирам. Ако 2019 година банката била спремна за стечај, во многу полоша ситуација, зошто Народна банка не тера да го продадеме Евролинк, да докапитализираме банката, за повторно пак да не уништи? Меѓутоа, ние ако продавме Евролинк, веќе го сменивме и менеджментот, во кој што веќе се детектираа сите лоши работи што се работеле. Да, се детектираа струмичките бизнеси, вака да бизнеси и луѓето кои што се работеле и на кој начин се работувале. Костовски, ќе оставиме времето да покаже, веќе најавувате така и истрага, најавувате дека овде ќе се решат одредени работи, на голем дел од луѓето им пропаднаа парите, на некој не дел им вратија. Виде, вака, мене ме е криво за клиентите на Евростандард банка, што навистина некои макотрпно заработени пари денес. Може да ви кажам нешто, јас после тој случај веќе не чувам пари на сметка у банка, после случајот со вашата банка, затоа што навистина е многу трагично, си закупив сеф и сега се у кеш си чувам таму. Не е некоја голема сума, малку пари имам на страна, ама во банка ми е страв да ги кажам дека од индикациите што ги добијам од овие извештаи сега што се прават, банкарството во Македонија е во сериозни ранги организиран криминал. Кој е лидерот на тој организиран криминал? Мислиш на радио лидер? Да, као ние што сме лидер во радиото, некој сигурно е лидер. Таму во банкарскиот криминал, таму викаат му идат шефе, сега што ќе прави? Види вака, да го праша. Види вака, знаеш што, сива еминенција, тоа е една да не кажам личност која што делува од страна и ги има сите полуги на влечење. Говориме организиран криминал. Организираниот криминал не го прават джепчиите од бит пазар или на улица, или оно што ќе украде, да не кажам... Да ти во одела се шетаат банкарите. Организираниот криминал е токму во институциите на системот со поединци. Денеска Македонија пред 2 години беше на 111-то место по криминал и корупција. Сега се симнавме на 87-то место. Зашто? Ради тоа малце и од мојот настап со Евростандард банка, малце ги се приклештија некои работи да не се користат истите системи за перање пари. Организираниот криминал не е меѓу мене и тебе, не е меѓу обичниот, меѓу синдикатот и работниците. Токму во институциите, големите фирми кои што работат во интерес. Денеска, просвете ми, двете најголеми партии во Македонија, чии комитенти се? На комерцијална банка. На комерцијална банка. Да. Хипотеки? Има. Плаќаат кредити? Да. И кој тука си во еминенција? Добро, сега ние као фирма сме коментирани. Ама мислиме дека Мисковски ќе влади или Заев влади или денеска Ковачевски? Грешка сте бълга. Владеат група на луѓе кои што го комплетно контролираат овој бизнес. Не секам луѓе. Ние сме комитенти на комерцијална банка, може да кажам дека сме прилично задоволни како функционира. Ама парите во сейф ги слушаат. Не моите лични, тоа фирма е другото, немаме. Добро. Ви посакам убаво да работите и пазите. Костовски, уште ова да ве прашам во однос на комерцијална банка. Оваа теорија на заговор
сега не знам дали е теорија, може ќе се покаже дека е точно. Да. Освен од вас, ја имам слушнато и на други места дека всушност целиот систем, дека тоа било уште од бивша УДБА оставено таму да функционира така и... Не знам за времењата на УДБА, меѓутоа ќе знаме едно. И тоа е сигурно. Обвинение против првиот човек на Комерцијална банка постоело. Истражна постапка постоела. Јавниот обвинител кој е водел таа постапка и кој требал да има до завршно решение, евентуално, што знам, приведување, сослушување, е сменет преку ноќ. И предметот, следниот јавен обвинител, го носи ад акта. А вие понатега, вие вклучително... Ова сега говорите или за некој... Ова говорам за пред 2-3 години, 4 години. Тоа се реалните работи в Македонија. Луѓе, криминалот не е видлив. Нема нити мирис, ниту вкус. Добро, сега пак ќе се вратам назад, за да расчистиме, пак ќе го вратиме мојата работа како новинар е да бидам нели непристрасен во овие работи. Ќе ги вратам назад како се вика аргументите на Комерцијална банка Конвас кој во неколку наврати ги истакнува. Тие велат добро. Ако било така, како на Трифун Костовски порано не му станало јасно? Вие сте биле сепак председател на надзорниот одбор. Како со сите тие години предходно, вас не ви беше јасно ова што се случува и кој ви станало јасно по промената на менеджментот? Сакам да кажам каде е поентата тука. Тоа е нивниот главен аргумент, ти го вадиме на маса. Апсолутно се слагам со нив. Мене не ми беше јасно. Не ми беше јасно дека прво, моите заедно со некој од надвор ме крадат. Не ми беше јасно. Обично види вака, изневерениот маж или сопруга, после не дознава. Така и јас. Се идем понатака. Ја доаѓам тука во Македонија, инвестирам чисти пари. Единствена банка која што беше направена не со не паричен влог, туку со чист паричен влог. Беше Евростандард банка. Мене државата, системот треба да ми го штити мојот капитал. Народна банка е регулатор и таа ги дава и лиценците и за управен одбор, лиценци и за надзорен одбор. Таа можеше да ми оземе лиценцата, ако лошо работам, да оземе да не даде лиценца на управниот одбор, на генералниот директор. Таа мудро молчи. Со цел. И требаше да, буквално, тоа е толку евидентно и нечестно. Морам да го буквално отуѓам најсуштинскиот дел Евролинк кој што беше на висина дело на мојата ќерка, во кој што она живееше со таа фирма. Со цел да спасам банката. И после 2 месеца мене да ме буквално како. А како не сте виделе, мене уште тоа не ми е јасно. Како не сте приметиле? Не сте читале биланси? Ма билансите беа окей, меѓутоа до капитализацијата одеше. Па не може пред, види вака, 2020 година се појавува COVID. Половината на февруар се вобидува вонредна состојба, која трае 97 дена. Во вонредната состојба ние работевме без право да работиме со правни физички лица, единствено ни беше забрането да присилно наплатуваме пари. Со докапитализацијата која што направивме во февруар месец од тие 11 милиони евра во банката, ние дојдовме на адекватност на капитал 5,6%. 97 дена е вонредна состојба. Не можеме ништо да работиме. Живееме од воздух и вода. Се укинува вонредната состојба ради предвремените парламентарни избори. Да. После завршените немаме ниту формирано, ниту собрание, ниту влада, ја носи банката во стечај, без да преземе вонредни мерки, да казни, мене да ме смени, да ме казни парично, да го смени генералниот директор, сите да не смени, и без да воведе администрација. По овие факти кои што сега има за банка, собраните пари,
Во ниеден случај не требало да се мислува за стечај. Ова е страната, нели, ваша во однос на погледот на државата, односно која е нејзиниот. Од дека било организирано. Да, тоа што немало влада, во право сте, никој да не преземе политичка одговорност, тоа што ни самите, ја знаев пред вас да не го повторуваме муабетот од претходното интервју и тоа е така. Ама, ти си знал, ја не сум знал. Сепак, смислам дека за Македонија е важна председател на надзорен одбор да не знае, новинар личност некој кој што има интегритет. Интегритет има во општеството. Сега, дека било организирано, дека нешто се спремало, дека се правило позади грб, тоа е факт. Дека државата, институциите се вмешани, тоа е факт. Нина Групер ги извади парите како министерка за финансии, пред воопшто, нели, пред да се затвори банката неколку дена и плеада на други луѓе кои стечајниот управник исто така. Актуелно денеска стечајно управник си ги извади своите пола милиона евра. Тоа е иначе во Америка криминал се вика со инсайдерски информации кога некој располага и кога постапува во однос на нив, но во Македонија не знам дали е кривично дело, да не коментираме сега. Државата дефинитивно била вмешана на некаков начин и дефинитивно му кумувала на се ова. Но од каде пак ја гледате одговорноста во комерцијална банка? Зошто комерцијална банка и господинот Костов би сакале да го направат ова, како што вие обвинувате во неколку наврати јавно? Мене таа поврзаност не можам никако да ја расчистам. Кој е интересот кој тие го имаат? Ние влеговме како коментенти во комерцијална банка од 2013 година. Испитувањата сега кои што се прават, истражувањата што се прават за клиент, поранешен клиент на комерцијална банка и сега се прават по Евростандард банка. Шемата е иста. Ајмајќи ги во обзир односите меѓу мојот управен одбор, чите генерални директори и генералните директори на комерцијална банка, сватив дека ние станавме полигон на комерцијална банка со стариот управен одбор. Каков полигон? Полигон за лоши пласмани. Лошите пласмани кои ги имале тие ви ги давале вас. А вие како сте ги презимале? Тоа не ми е јасно, сега не сум... Па имало имање давање. Ние ќе дојде инспекција кај вас, ние ќе земе некој лоши пласмани кај вас, да биде на супервизијата да нема лоши замерки, и ако не, ние ќе ви дадеме. Испадна дека ние сме фактички магаријата која носи само на свадба, да носи го викат, не да учествува. Во тазинјава, види вак, ова е долга приказна. Мислам тука и слушателите да не ги гњавиме. Ова е долга приказна. Генезата стимале до сега тужба некоја за клевета од нивна страна. Сепак еве мене некој, јас да сум сега банка или не знам фирмава моја, некој вакви обвинување јавно да каже за мене, ја прво ќе отужам за клевета, ќе ми го наруши имиџот. Ама нека повладат, нека ме тужат. Ја отворено велам еве денеска 3 милиона евра депозит од Евростандард банка во комерцијална банка, кој исклучиво беа како гаранција за кредитот кој што фирмата Гофи, акционер на Евростандард банка, зема кредит од комерцијална банка. Тој депозит без согласност на надзорните одбори и во двете банки не сме да се користи. Денеска го нема. Денеска не постои. Не ова украдено јајце. Ова се украдени пари. Ке ги говорам, не ве тужеле до сега, така? Не ме тужиле, ја да ви кажам, не се плашам, од ништо не се плашам. И од тужби, и од прогони, и од сега. Немам намера да освапам од ова моја битка. Дали ќе успеам? Знам дека против себе имам огромен систем, на огромна армија, влада и одредени институции кои што банкарски институции силни. Меѓутоа, никој пат не сум се откажал, па ниту сега. А ефто да се прочнем, Свети Трифун ти дава вино и љубов, така ли? Ама Свети Трифун, мислам, неговото житие трагично беше малку. По моето сакаш да кажеш? Некако вашето сега, да не кудам пред рака, не сакам такви работи. Не. Ама некако трагично житие имаше тој светец. Трагично житие, као бил исцелител, заработил пари, некоја царска ќерка спасил, бил гускар, со гуски бил, и сите пари што ги заработил ги раздал, и па се вратил на крајот со гуските. Ама
Бил среќен човек. Па да. И вие важите за голем филантроп, човек кој многу пари има помогнато на многу луѓе. Јас знам еден тон новинари. Не е скромно, ќе го кажам. Поголем филантроп во Македонија не постои. Има еден тон новинари кои Дај своевремено секојаш кој им каснеле плати иделе кај Трифун да зимаат пари. Тоа го знам. Не секам да биде тоа погрешно сватено. Во давањето јас ја гледам и мојата традиција, ако имам нормално, и ден денеска апсолутно имам многу луѓе кои се социјални случаи, колку можам, толку помагам. Колку можам. Имам ограничени објективно сега приливи, меѓутоа ја умеам да се делам. Мојата среќа не значи многу, ако јас околу мене имам несвесни луѓе. Во што е суштината? Да бидам прв меѓу несвесните? Не. Секој пат ја делувам со позитивна енергија и секој пат ја дадам можност дека треба се бориме. Од нас зависи каква држава ќе имаме, каков систем ќе воспоставиме. Да не мислите вие политичка партија да правите. Ја ве гледам нешто се брендирате таму по Facebook со некои постови вака што имаат некоја димензија, имате здружение на граѓани, да не тргнавте во таа насока? Немам здружение на граѓани, за политиката не знам, може би годините веќе ми помина, меѓутоа дека нема да бидам мирен, дека за сите овие девијантни појави што се појават во Македонија. Човекот пред се, мислам, ви се викаше здружението. Човекот пред се, да. Човекот пред се, за мене човекот е фактички клетката на секој општество. Каква клетка имаме, таков организам ќе имаме. Кога сме кај политикава, спомнав, имаме сега па нов премиер, како се викаше? Димитар Ковачевски, да? Сега сме како Шведска, господине Костовски. Малку ни е тешко да го научиме името на нашиот премиер. Некако ни го донесо од нигде, ни рекој еве го премиер вие. Не можам да го оценам се уште, бидејќи објективно ќе ги цениме луѓето по нивните чекори. Као Заев што рековте, фала Богу што отиде. За Заев, да, апсолутно. Сте го процениле, очигледно. Не, тоа проценка за, не дај Боже, такви луѓе да не се вратат на политичка сцена. Верувајте ми, јас... Овој новиот го познавате? Го познам, еднаш се имам запознато. Имам другар кој е професор на факултет, за него ми кажа многу позитивни работи, дека била еден од најсилните студенти на економски факултет и интелигентно дете. Сега да ви кажам, меѓутоа сите тие елементи ќе само видат во корис ако они спорача нешто. Меѓутоа во даденава ситуација не знам, не можам да кажам ништо со што располага човекот, бидејќи да ви кажам, човекот е носител на сите на иновации во животот, нов начин, нов стил. Дали ќе уме да излезе од сенката, бидејќи е донесен од екс-премиерот, да не победил на избори. Од неговата сенка, дали ќе успе да избега, не знам. Ја само посакувам час поскоро да се оттрне и да почне навистина да имплементира. Меѓутоа, обкружен со луѓето кои што беа десна и лева рака на Заев, со Љупчо Николовски министер за земјоделие. Сомнежи имам. Меѓутоа ќе видиме. Вие добро ја познавате, нели, Источна Европа, сте работеле до душа во Полска. И западна, да, но имате работено и ваму и таму. Како ќе ги прокоментирате на Славјанка најавиве војна на Русија што ја објави што ќе праќала трупи таму во Украина? Вие за разлика од неа сигурно сте биле во Украина, така? Не сериозни. Украина сум бил. И бизнис сте правиле таму? И бизнис сум правил, сум купувал јагла руда и железна руда од таму. Посебно од регионот околу Донбас и околу... Сега кажа што е најголема војна. Мама, тоа е објективно, тоа е срцевината на сиот бизнис во Украина. Па затоа русите така се борат за тој дел. Ма не, и таму е повеќе од 70% руска популација. Од тој дел. Повеќе проруски се расположени. Да не навлегам, не сакам. Во геополитиката, за мене е прашање малце чудно што Украина толку
навлегува во самата за себе си носи некоја лош имидж околу. Не е Украина бе држава од која што ти денеска треба да некој да вадат некој, да не кажам, корист или добивки или загуби. Не оправдувам никог, јас сум пацифист, не сакам војни. Не го одобрувам ова наоружување овдека, толку фрлање пари во наоружување, кој што има само една цел, да се прети, да се уништи човекот. Тоа не е направено за освојување на некои нови простори во Вселената, туку напротив против човекот. Меѓутоа, светот така функционира. Дали ќе испаднеме ние луѓето од човечкиот код, да, едноставно некои работи кои што ни се во нас, не да ги искорениме, туку едноставно да ги надминеме. Сега малку е филозофска дебата. Човекот е прилично грозоморно суштество. За да им посочиме на слушателите една кратка историја на човештвото. Кога настанал човекот, имало и други хуманоидни видови, како неандерталци, кои ние денес на некој му викаме дека е неандерталец, кромањонци и така натаму. Во геномот на денешниот модерен човек имаме и неандерталци. Да, но не знам дали знаете дека сите овие видови се истребени токму од човекот. Постоеле огромни војни уште во праисторијата, во која човекот успеал да ги уништи сите овие видови. Знаете ли зошто? Затоа што тие биле посилни од човекот, но биле посилни индивидуално. И индивидуално биле посилни. А човекот бил организиран во чопор, нашите предци далечни биле организирани во чопор и така ги уништувале овие видови. Преку 2500 видови на планетава, од животни, од растенија и така натаму. 3 милиарди. 3 милиарди. Флора и фауна се вкупна има 3 милиарди примероци. Но земјината топка не припаѓа само на човекот. Се уништени само од човекот во историјата. Историјата на човекот е историја на крв, на убиство, на разумот. Ова ренесанса е многу современ и скорашен концепт во целокупната наша историја. Може би па тоа ни е во генот да се убиваме. Знаеш што, Златко, за еволуцијата и еволутивниот развој на земјината топка на човекот, објективно тука се појават неколку групи на народи кои што со тек на време и војувале меѓу себе и меѓутоа се мешале. Да се разбереме. Ја го говорам еволутивниот развој да го земеме, не да говориме од 250 години назад, туку да говориме за 1000 години назад. Ајде. Денеска кои се најсилни европејци? Скандинавските земји. Тие сите војувале, денес сите се пријатели. Ние само пред 1000 години. Викинзите не се од Македонија испаднати, тоа се скандинавци. Те скосувале, убивале, краделе, освојувале. Сите тако правеле. Денеска, после 1000 години, тој народ да е пример за тоа како треба да изгледа едно општество и цивилизирано и да постојат и социализирано, што е многу битно. Ама ние тука исто имало многу цивилизирано население, ама све што било здраво Александар го однел тамо у Индија и тука сме останале ние сакатите. Ја имам па една таква теорија. Не е работа за теории. Ова сметам дека е моја лична перцепција. Зошто е тоа така? Зошто? Климата, цивилизацијата, ние во гените овдека имаме минимум 3000 години историја. Викинзите имат 5500 години. Дозволи. Значи, говориме за една, да не кажем, цивилизацијска вредност. Меѓутоа, за да обстојат во тие сурови услови, каде од 12 месеци ти имаш 9 месеци ладно и мразие, они морале да се организираат во групи, големи групи, за лов на дивеч, градба на куќи, лов на риба, и умееле да се делат тоа согласно потребите на семејствата. Додека ние медитеранците овдека, вклучително и ние балканците, доволно ти е 1 декар земја да имаш, 10 кокошки, една коза, 2 овци, една крава, ти немаш проблем да се групираш. Тука е во основа генезата.
Цивилизацијски ние сме многу побогати. Меѓутоа, денеска општествено и социјално, нивниот живот ги направил такви да бидат социализирани. Костовски, вие бевте градоначалник на Скопје. Вчера опозицијата имаше еден промотивен настан, 100 дена од градоначалници на ВМРО ДПМН, ги презентираа своите успеси. Како ќе ги прокоментирате новиве градоначалници? Мислам, тоа е несериозен настап и од двете партии денеска. Како може за 2 месеци вие нов градоначалник да поставите и да очекувате резултати? Па видите вака, Имаше некој по 2 мандати, па никаков резултат не видовме, они за 2 месеци. Види вака, мора да го земе предвид факторот време. Тој е нов градоначалник. Прво да се научи што се неговите основни функции. Ама од само повикаат за нигде биле ти од ВМРО. Ама сега, види вака сега. СДСМ, ја не можам да кажам нешто добро за ВМРО или ВМРО да каже нешто добро за СДСМ. Ама нека кјутат се за 2 месеци како они прочудија дека ќе бидат добри или лоши. А па што па треба да сега па и ВМРО да ги вади градоначалниците да се фола што направиле? Зошто? Абе не, види вака, Златко, јас сум бил градоначалник. Ја ќе ти кажам, ја наискрено ова го велам, еви граѓаните нека слушнат. Јас бе бела книга првите 6 месеци, додека научив како функционираат јавните предпријатија, кои се логите на градот, каква е инфраструктурата подземна, надземна, што се проблемите. Јас станав градоначалник веќе 6. За вас сите коментираат, викаат, абе Трифун беше добар бизнисмен, знаеше, сема многу лош градоначалник. За мене па ја прашате ги во градско собрание. Таму повикаат обратно. Не, тоа што имам слушано. Ама не, види вака сега да ти кажам. Викаат Трифун ништо не направи во Знаеш што, Скопје. проблемот е во тоа што Трифун во својот бизнис што го правеше, никој пат не му требаше пиар. И јас, кога дојдов во вие градот... имавте слаб пиар, значи. Во градот пиаро за мене беше едноставно непотребен. Што да се фалам, бидејќи тоа мене обврска. Прво, еве, за мојот успешен или неуспешен мандат. Јас сум единствен градоначалник кој што на заминување наставив 22 милиона евра, дупка, од купен буџет 32 милиона, значи негде 70% од годишниот буџет, оставив 8 милиона евра и покриени сите сметки за јавни предпријатија, обврски еваназ, се исплатено. 8 милиона евра за проектот трамвај. Денеска сите општини се грцат во долгови. Така е. И па во што е домаќинлукот? Во што е мојата функција како градоначалник? Дали да бидам домаќин или да крадам? Ја не крадев. Јас имав сопствено возило, сопствен возач, сам си ги плаќав авионските карти, хотелските сместувања. Јас го донесов и инвентарот во град Скопје, специјално го купив од Вена со цел да биде убав. Единствено free of charge ми беше кафето што го пиев. Додека платата и дневниците секој пат одеа за социјално загрозени категории. Костовски, ви благодарам за вашето гостување. Благодарам. Уште еднаш нека ви е вечно името. Фала многу. Сега ќе го ослободиме затоа што денес имате за славење. Ова е фала на скопски, да ти кажам. Благодарам македонски. Се изнаговоривме за дегустација на вино, на алкохоли. Денес може слободно и да се опуштите, да прославите со најблиските, со пријателите. Ја би пријателите. сакал да денеска навистина луѓето го поминат прекрасен ден, нека не ме разбират дека сакам да оговарам и да напаѓам без повод. Меѓутоа, апсолутно, домаќинот мој денеска покрена теми кои што малце ме погодуваат и претпоставам дека нема да ми земелите шо на моменти може би. Луѓето тоа и повеќе сакаат да бидат луѓето остри. Тоа ние пак во генезата. Нека види вака, седа дека не сум сигурен во она што го правам. А убеден сум дека сум на сигурен пат да го докажам ова што се случува со Евростандард банка. Верувајте ми, меѓутоа многу ќе битно и каде почвате, каде тоа ќе го пласирам.
Ви благодарам многу, остануваме во контакт и ќе ги следиме вашите активности. Почитувани слушатели, денес е 14.2, останете со Лидер FM.